Денеска во мултикултурниот центар во Кочани се одржа фестивалот на поезија за деца Стихувалки 2018. Проект кој финансиски е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија, а е во организација на издавачката куќа Едукамак од Скопје. Пред кочанската публика денеска беше промовирана стихозбирката во која се застапени 49 поети, меѓу кои и две представнички од Кочани, Јованка Евтимова и Марина Гоцевска. Чест ми е и задоволство да бидам дел од авторите во оваа стихувалка. Навистина сум среќна. Поводот за ова пишување, за овие стихови кои се наоѓаат во стихувалката, инспирација ми беа дечињата. Јас работам со деца во градинка со дечиња од средна група, од 4 до 5 годишна возраст. Па тие ми беа најголемиот повод и најголемата инспирација за да можам да дадам удел за оваа стихувалка. Песната стихотворбата која веќе се наоѓа во стихувалката, децата ја веќе знаат. Марина Гоцевска влезе во потесниот круг и ќе се надпреварува за престижна награда. Кочанчани денеска имаа можност да ја слушнат нејзината творба и да ја дадат подршка на Марина да продолжи понатаму. Голема чест и задоволство ми е што караванот пристигна и во Кочани и благодарам на госпоѓа Елима Казлиева и на организаторите кои што ни го возможија тоа. Исто така сум среќна што сум во збирката на стихувалки и уште поголема среќа ми е што сум во финале. Се надевам и на многу повеќе, например на победа. Се надевам дека граѓаните ќе имаат можност да ги слушнат песничките на мене и на госпоја Јованка Евтимова, која исто така е застапена во збирката стихувалки. Авторот на проектот Стихувалки 2018 Елима Казлиева од издавачката куќа Едукамак за текот на настаните кои се одржуваат во рамките на овој проект изјави. Проектот Стихувалки 2018 за прв пат оваа година се одобри како проект и влезе во националната програма во Министерството за култура. Одобрен е како пилот проект. Се надевам дека до следната година ќе прерасне во втор, трет и така натаму фестивал. И за чудо едно, добар одзив имавме од публиката. Значи идејата потекна од тоа што во Македонија многу малку имавме автори кои пишуваат поезија за деца. Организаторите за наредната година повторно ќе аплицираат во Министерството за култура и се надеваат дека овој фестивал за деца ќе продолжи да се одржува и во иднина. Освен во Кочани, овој проект досега се има реализиран и во повеќе градови во Македонија, каде посетителите со своето гласање му дадоа посебен тек на надпреварувањето за престижните награди на поетите.